Се радувам што ја по втор пат можам да стојам тука пред вас во оваа улога да ви проповедам, да ја споделам со вас Божјата порака за денес. И денеска примив неколку пораки од Савајлева дека луѓето се молат за мене и навистина ми потребно тоа и ми значи, така што еве и јас се молам сега да оваа порака биде за надградба и за благослов на сите вас. И овој период за своја лична побожност јас си ги читам дела апостолски. И така што бев многу храбрена и многу инспирирана денес да споделам нешто од ова и со вас. Тоа беше во период кога и самата се чувствував заспана и безнадежна. И Бог преку ова ме разбуди и ме растресе малку. Така што денеска навистина ве се молам, како што пеевме, Светиот Дух да не растресе малку и да ни ги отвори очите, да ни го тргне слепилото кое можеби го имаме во нашите животи. Реалноста дека живееме во безнадежен свет горе-доле не е ништо ново. Верувам за секој еден од нас. Ако се сретнете со некој на улица, најчесто она што ќе го слушнете е како, еве, добро е, се живее некако. И луѓето се борат за права, а права и правда никаде нема. Малкумина си мислат добро еден на друг, алчноста и сеобичноста преовладуваат и надеж нема. Ова е моја обзервација на моменталната ситуација, затоа што навистина бев погодена еден период од ова. Јас бев протопена во таа безнадежност. И единствено можеби бледо обележена надежда, можеби, ако се усмелам да кажам, е да се помириме дека така ќе биде. А веројатно и полошо. Но така е, така ќе биде. Јас сум растажена од фактичката состојба во нашата земја, не политичка или економска. Но еден разговор, ако анализирате помеѓу било кој две особи, една вест или еден пост на Facebook, ќе ни стане јасно каде се наоѓаме како народ. Искрено тоа мене исто ме погоди, како што кажав, и јас бев потопена во тоа, бев притисната од таа безнадежност. Бидејќи најомилено некако како народ ние да зборуваме за болката, за тагата, за трагедии. Каде да се најдете во друштво, обично ќе зборуваме кој бил болен, кој починал, што тоа е реално, дефинитивно, но она што сакаме најмногу да го истакнеме е болката и само болката. И во тоа и всушност продолжуваме да живееме. И секој што се противи на ова, на болката, е непријател. Доколку има било каква радосна вест, таа е отмртвена во една секунда. Јас не можев да си поверувам, читајќи многу коментари на Facebook за секакви работи што се случуваат овде, има убави нешта, секако. Најпоследно е сега Евровизија нешто избраа, нема многу информации за тоа, но имаше многу лоши коментари. И не ми се верува колку креативни начини постојат да се убие една убава вест. Сите се исмејувачки, деградирачки, се плука по убавите работи и како заклучок од сево ова, радоста и надежда се строго забранети. Не смееме да се радуваме, бидејќи присуството на радост е одраз на немарливост, невнимание кон сета болка и тага наоколу, како се осмелуваме некој да се радува кога има толку многу болка околу нас. Немаме право на радост, ништо никогаш не смее да се прослави. Мора единствено да се отчајува за состојбата во која сме и не сакаме и не ни треба помош. Не ни треба помош да мизеруваме, можеме и сами. Тоа најдобро сами си го правиме. Се трпиме затоа што мораме, животариме затоа што мораме, а секоја трага од некаква радост и среќа можеби ја има, но се базира на исклучително индивидуална и себична успешност некаква. Дефинитивно има исклучоци. Но сега зборувам за овој дел од каде се наоѓаме ние, каде што живееме. Се што не ја поддржува мизеријата е за палење и за пепел и не, надеж нема. Неодамна разговаравме ние со едни наши блиски пријатели за состојбата во државата и нормално ова е актуелната тема, сите се заминуваат, сите си одат, се селат во странство. И промислувавме што значи тоа за црквата, бидејќи оваа безнадежност во државата се појавува и во црквата. Кога луѓето се заминуваат од државата, луѓето автоматски заминуваат и од црквата во Македонија.
Како е црквата погодена од сето ова? Размислувавме за тоа, дека млади, па дури и постари луѓе заминуваат од оваа земја и најчесто не е само заради финансиска состојба, туку е потрага по подобар, мирен живот, друг животен стил. Јас барем познавам неколку луѓе такви во мојот живот што се иселија од таквите причини. Може би и вие познавате некој, може би вие размислувате сега тоа да го направите. И во тоа нема ништо лошо. Само ја обзервираме моменталната ситуација и да имаме пари, не сакаме да останеме овде. Зошто? Денес се наоѓаме во црква, па затоа сега ќе се обратам на вас, на мене, како дел од црквата. Бидејќи ова не е ништо ново и непознато на црквата. Во историјата црквата се соочувала со уште поголеми предизвици и секакви работи, но сега еве денеска во Скопје, ние овде, како да се справиме со очајот околу нас? Како да се справиме со безнадежноста? Како ќе работиме? Како ќе расте црквата? Каква мисија можеме ние да имаме? А да не станеме и ние очајни и безнадежни? Дали мислиме дека на оваа ситуација ниту самиот Бог не може да ја помогне? Што може црквата да направи и да придонесе? И дали може да направи нешто? Денеска, како што гледате, ќе зборуваме од книгата Дела апостолски. И оваа книга е всушност книга на нови нешта и е прекрасна. И ако ја читате, верувам дека сите ќе бидеме инспирирани од тоа што го има внатре, од тие сведоштва и се што пишува, бидејќи неуспесите на израелскиот народ веќе се минато. Сега доаѓа Исус и се менува. И толку има многу да се истражува во оваа книга, да се каже, да се проучува. Ние денеска ќе се фокусираме на мал дел од тоа. И книгата започнува со вознесението на Исус, а тоа е всушност и обележјето на крајот на Исусовата мисија на оваа земја. И така завршува и Евангелието по Лука, кога Исус се вознесува. И така почнува и оваа книга. И после оваа книга посочува кон продолжението на Исус, на Исус, на неговото дело преку црквата. И опишана е обуката на Исусовите ученици за нивната мисија со дарот на Духот. И таму исто така се опишани возбудливите случаи за почетоците на црквата во Ерусалим, која подоцна се проширила во Јудеја и Самарија, па од Антиохија до Сирија, преку Мала Азија и Македонија и Грција, се до конечното пристигнување на апостол Павле во Рим, кој што бил центар на светот во тогашното време. И се тогаш, значи, таму и во центарот на светот Евангелието пристигнува и се расширува низ целиот свет. Се претпоставува дека Дела апостолски е втор дел од записите на апостол Лука, кој што го напишал Евангелието по Лука, кој би било првото негово дело или првиот запис, а Дела апостолски втор дел од неговите записи. Иако тие не се хронолошки подредени едно по друго, било обичај порано авторите да пишуваат така во подвоени делови и во нивните дела да ги подвојуваат така. И се верува дека апостолски дела е напишано всушност од Лука како продолжение на своето Евангелие. Зошто ја пишува Лука оваа книга? Зошто го пишува ова продолжение? Зашто почувствувал дека треба да се напишат дела апостолски? Една од можните причини е да ја прикаже раната црква и континуитетот и продолжението на делото на Бог од Стариот Завет. Сушност тоа е како едно исполнување на писмото, исполнување на ветувањата на она што Бог го има кажано во Стариот Завет. Лука, за разлика од другите евангелисти, ја прикажува приказната на Исус во своето Евангелие и подоцна ја прикажува приказната за раната црква во Дела апостолски. Тој тие почетоци ги гледа како обликувачи на темелната наратива на црквата. Тоа објаснува како започнала добрата вест и како подоцна се расширила. Ова книга исто така ни е пример за тоа што е црква. Иако има работи кои тогаш во тој контекст важеле можеби само за тогаш, но овде е опишано како оперирала црквата во тоа време. Можеме да видиме на кој начин се организирале, од што се состоела, како проповедале, имаме многу проповеди во Дела всушност. И тие имале мали групи, делеле се организирале во групи, тимови
и биле многу активни. И тој посебно го нагласува делото на Духот во црквата и оваа книга понекогаш е наречена делото на Светиот Дух. Има неколку важни проповеди во оваа книга, како што споменав, и една од оваа сега што ќе ја читаме е на Петар, на денот на Пентекост или Педесетница. И ова се наоѓа веќе во втората глава, и како што реков, при вознесението на Исус, Исус ги повикува, всушност ова е последната заповед кој тој им ја дава и вика: одете низ цел свет, правете ученици и разгласете, расширете го евангелието до крајот на светот. И тие тоа сериозно го разбраа, така што се собраа во горната соба, се молеа и бараа водство од Духот кој да биде да го замени Јуда како на негово место. Се молеа кој да биде апостол на негово место и беше одбран Матија. И сега ќе читаме Дела 2 глава од 1 до 7 стих. А кога дојде денот на Педесетница, сите беа заедно на исто место. И одеднаш стана шум од небото, како кога дува силен ветер, и ја исполни целата куќа во која седеа. И им се јавија јазици како од оган, кои се разделија и над секого од нив застана по еден. И тие се наполнија во Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да говорат. А тогаш се наоѓаа во Ерусалим побожни јудејци од сите народи под небото. И кога се чу шумот, се собра народ и се збуни, зашто секој слушаше како зборуваат на неговиот јазик. Сите се восхитуваа и чудеа, велејки: ете, зар сите што зборуваат не се галилејци? Пентекост или Педесетница е новозаветното име за фестивалот на седмиците каде се славало за родот и жетвата и се принесувале благодарствени дарови. Пентекост потоа е празник на излевањето на Духот или како што се нарекува кај нас Духовден. Овој текст е прекрасен. Ова сега што го читавме е нешто кое не се случува секој ден. Не сме го доживеале тоа ние, можеби никогаш и нема да го доживееме. Ова беше посебно излевање на Духот. И во Дела, ако читате, има толку многу такви случаи што верувам дека не сите се запишани. Но црквата била полна со Светиот Дух и на тој начин делувала. Во вториот стих вели шум и силен ветер. И честопати Светиот Дух е опишан како ветер. На грчки зборот пнеума може да значи дух или ветер. И не е чудно што имало шум што го најавува. Знаеме ние каков е ветерот. И овде е опишано тоа дури како нешто опипливо. Толку силно присуство што дури се исполнила целата куќа, се наполнила. И имало шум кој најавува надприродна појава. Овој символизам е сличен на оној во старозаветните теофании или богојавленија, кога Бог како ветерот го дава како знак дека тој е присутен меѓу народот. Вториот символ, како што и ветерот е символ, беше оган. Се појавија огнени јазици над нив. Над секого по еден. И ние не знаеме што тоа всушност како изгледало, но тоа е како оган кој е повторно символ кој се јавува во Стариот Завет, кога Бог е присутен помеѓу народот, посебно на планината Синај. И преку овие надворешни знаци се симнува Духот, но јасно изразено и внатрешно тоа и демонстрирано преку апостолите. Овде е употребен зборот наполни или исполни за да се долови целосното искуство. Слични зборови, овој збор на грчки е во пасивна форма, всушност значи дека треба да се биде исполнет со нешто надворешно, надворешен фактор. Не ние самите да се исполниме, да внесеме нешто во себе, туку надворешен фактор да не исполни нас. Во буквален превод значи да се исполни, да се биде исполнет. И тој збор, слични зборови се употребуваат и за онаа континуирана исполнетост што имаме од Духот. Со секој човек со своето обраќање го прима тоа исполнување на Духот. Но овде сега се работи конкретно за термин кој што најавува дека нешто посебно се случува. Бог дава посебна задача во моментот, посебно исполнува. Спушта јазици врз нив, им дава ветер. Значи им дава посебна намена сега и посебна сила за ова сега што го прават. Во овој случај веројатно се мисли за исполнувањето со дарот на зборување во јазици. Видовме на крајот дека почна да зборуваат во многу јазици и сите луѓе се зачудија. Дискутабилно е се уште дали Лука зборува за постоечки или непостоечки јазици.
тие непостоечки така наречени ангелски јазици, но можеби се работело за склоп на два јазика, бидејќи очигледно е дека луѓето разбирале нешто на својот јазик. Тие ги разбрале што зборуваат и биле чудоневидени затоа што овие луѓе ги препознале дека се галилејци. Ова било толку силно излевање на духот што дел од народот потоа мислел дека сите се пијани со вино, бидејќи биле толку обземени во духот и на крај Петар мора пак да излезе и да му објаснува и да им каже дека всушност тоа е делото на духот и дека тие не се опиени со вино. А кој и што е духот? Сега малку само ќе го погледнеме тројството за да добиеме многу слика за тоа каков е духот. Логосот или зборот кој беше во почетокот, кој што може да го најдеме во Битие и во Јован 1 глава, првиот стих вели зборот се отелотвори или логосот кој е почетокот на се, тоа е Господ. Зборот е Господ. Се оплемени, се испразни во светот преку Синот кој не беше создаден, туку беше роден од Бога. И Синот не е надвор од Бог, но Отецот во него отвара релацијска димензија, а тоа е Духот. Духот е присуството на Бог и тоа е Духот на вистината кој е дел од тројството. Подоцна во 17 и 18 стих во оваа глава запишано е: во последните денови, вели Господ, ќе излеам од својот дух на секое тело и вашите синови и вашите ќерки ќе пророкуваат и вашите младинци ќе гледаат виденија и вашите старци ќе сонуваат соништа. Овде вели во последните денови. Кое е тоа време? Во последните денови се мисли на времето од како Исус се вознесе, па се до неговото повторно доаѓање. И сите што спаѓаат во ерата на последното време, ова важи за нив. Ние сме во последното време, бидејќи уште го чекаме Исус. Како што било на почетокот после вознесението, на почетокот на црквата, апостолите тогаш верувале дека веќе е последното време. Ние мораме да се активираме, ние мораме да излеземе надвор. Исус ни го даде тоа како заповед и ние сега ќе го правиме затоа што е последното време. Ова е ветување од Бог и за нас денеска. Господ ќе го излее својот дух. Ова ни се обраќа и нам, ние сме тие луѓе кои што сега живееме во тоа време. Но како се прима духот и она реакција после сето ова што се случи, овие чуда што го доживеа народот, тие остана со едно прашање: а што да правиме сега? Петар, кажи ни што да правиме со ова. Ова е прекрасно. Што можеме да направиме? И Петар им рече во 38 стих: покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштавање на вашите гревови и ќе примите дар од Светиот Дух, зашто ова е ветување за вас и за вашите деца и за сите далечни колку што ќе ги повика Господ, нашиот Бог. Амен. Господ вети дека ќе се излее духот на секој кој ќе го повика, неговиот дар ќе се спушти над секој. Бог секогаш ги исполнува своите ветувања. Ако читате Стар Завет, Нов Завет, ќе видите дека апсолутно секое ветување кое Господ го има дадено, го исполнил. Месијата, Исус, беше ветувањето на израелскиот народ. Месијата дојде, тоа е исполнување, всушност Новиот Завет е исполнувањето на тоа ветување. Светиот Дух е ветување за сите оние кои ќе повикаат кон Господа. Духот е излеан за сите. Во тоа време израелците верувале дека бидејќи тие се одбраниот народ, паганите или они кои не се евреи не спаѓаат во тоа, но Исус доаѓа со нова, свежа сила и порака и вели: не, ова е за сите народи. Ние сме исто така во тој склоп. Ние сме секој во сите народи. Секој што ќе повика. А она што од нас зависи е дали тоа ќе го прифатиме или не. Тоа ветување е тука, тоа ветување е реално, Господ вистина се излева. А дали ние тоа ќе го прифатиме и ќе го живееме, тоа единствено останува на нашата одлука. Ова се прекрасни ветувања, ова се прекрасни вести. И кога гледаме како Бог го излева духот, видовме и нова свежа сила. Јас мислам, кога го читаме овој текст, не може да не видиме дека има нешто силно што се случува таму. Колку сила и оган имаше на тоа место. Знаеме што е оганот, знаеме каква сила има тоа. Но можеби
Како сега ова да го соединиме ние со нашата реалност? Ова е прекрасно, ова е супер. Сме слушали ние за приказни, не знам каде, во некои земји кај што имало чуда и ние сме охрабрени. И си ви благодариме на Бог и го славиме, ама знаете што, потајно мислиме, ама ова не се случува кај нас. Нема шанси. Си го знаеме народот, си го знаеме какви сме. Кај нас ова не се случува, ова се случува на друго место, ова се случува во Библијата, ова се случувало порано. Еве читаме дека се случувало, ама ние такво нешто не сме доживеале. Како да се поврземе ние со сето тоа? Како ова да стане наша реалност? Што ќе значи за црквата еве сега во овој момент, ако добие исполнување со Духот, ветер и оган, како што беше на Пентекост? И каква разлика ќе направи тоа? Дали мислиме дека ова ќе биде само наше внатрешно некое пробудување кое што апсолутно никој не може да го дознае од страна? Дали бараме оган и ветер, сила од Бог, конкретни нешта и тој начин, тој вид на исполнување што го спомнав на почетокот, кој што не е она континуирано, но посебно помазание за посебна мисија која Господ ја има за нас. Таа е посебна сила и на нас ни е тоа крајно потребно. Може би слабоста на црквата денес и заспаноста е честопати дека предвидува како Бог ќе делува. Ние веќе знаеме, од прилика знаеме кога се молиме Бог што прави, Бог што не прави. Може би ненамерно мислиме дека Господ не може да ни помогне. Ние знаеме какви се околностите и во таквите рамки ја срочуваме Божјата големина и ветувањето дека ќе бидеме исполнети со Духот. И повторно немаме надеж. Ако мислиме дека ние знаеме Господ како ќе делува и дека немаме сила ние веќе за тоа што треба да се случува. Едноставно немаме ни желба некогаш. Мислам дека тоа е реално, се изморуваме, не сакаме веќе да се трудиме. И во Колосјаните, Павле во 1 глава 26 до 27 стих ни открива една тајна. Вели тајната која беше сокриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на неговите свети, тоа сме ние, сите оние кои веруваат во него, на кој Бог сакаше да им јави како е богата славата на оваа тајна меѓу народите, и еве ја следи тајната. Христос во вас, надеж на славата. Црквата треба да живее по принципот Христос во нас. Не Христос и нас, туку Христос во нас. Ние не ја генерираме силата или славата на Бог, ние не го генерираме животот кој го бараме и од кого се молиме. Ние немаме сила, ние немаме ни желба, некојаш не ни е ни гајле. И мислиме дека некој друг треба тоа да го направи. Но затоа Бог вели, кога јас сум во вас, кога Христос е во вас, вие ќе добиете сила. И таа сила која Господ исклучиво Духот ја дава. Ниту ние, ниту нашите способности, ниту нашите побожности можат да генерираат таква сила. Туку она што и учениците го искусија беше исклучиво силата на Духот. Чудата и знаците, промената доаѓа исклучиво од Духот. Она што ние треба да правиме е да го следиме чекорот на Духот активно. Да не бидеме пасивни. Духот прави се. И Петар упорно укажуваше на тоа. Ако читате понатаму, тој многу пати ќе каже: луѓе, што се чудите и што гледате? Јас не го правам тоа. Луѓето си мислеа какви се овие знаци, какви се тие луѓе, што прават. И Петар многу добро знаеше дека тоа го мислат и вели: не јас, туку Исус, не ние, туку силата на Духот, туку Месијата кој вие го распнавте и не му верувавте. Петар многу добро знае кој е на дело. Тој во ниеден случај не сака да дозволи, ниту за секунда некој да помисли дека тој го прави тоа или да се пофали со своите дела. Тој константно посочува, укажува кон крстот и вели: Исус и силата која доаѓа од него се тие кои што го прават ова дело. Ова е дело на Светиот Дух. И тука е темелот на сета надеж. И фала му на Бог што не е со наша сила. Фала му на Бог што тој преку Духот дава сила. Затоа што ние немаше да можеме ни денот да го поминеме ако силата на Духот не е со нас. И во Захарија 4:6 вели: но не со моќ, не со сила, но со Духот одиме напред. Со Духот имаме мисија.
Ние ништо не можеме. Ние немаме никакви ресурси. Единствено само во Исус. И за црквата можеби понекогаш евангелието е преедноставно. Можеби доживуваме дека преслабо е или не е доволно. Но всушност тука е силата, ако разбереме едноставноста на евангелието. Павле ја окорува црквата во Колос токму поради тоа. Се појавило едно тајно друштво на кое што евангелието му било преедноставно и сметале дека треба да се придодаде уште нешто на тоа за да биде појако. И Павле ги укорува, вика, не постои ништо друго. Тајната е всушност тоа што веќе ја кажав, Христос во вас, но нема друго знаење, кој што само неколку души ја знаат, некоја елита, некои привилегирани. Тие всушност формирале такви групи и правеле раздор во црквата. И Павле ги укорува и вика, не, едноставното евангелие на Исус има сила. И Бог едноставно ни вели, ќе ви дадам сила, ќе биде Духот со вас и наедноставното, но и единственото нешто што може да го направиме е да го прифатиме тоа со вера. И тогаш ќе го видиме Бог на дело. N.T. Wright има напишано една книга која се вика Surprised by Hope или на македонски Изненадени од надежта. И таа книга е прекрасна, има толку многу да се прочита таму. Јас само мал дел извадив од тоа и не можев да не ја користам за оваа проповед, бидејќи изобилува со надеж, изобилува со порака за тоа која е црквата и која е незината улога. И тој многу убаво го доловува тоа која е нашата улога во општеството околу нас. И вели дека надежта е во идниот свет кој веќе постои. Во вечното заедништво и свет со исцеление, опростување, нови почетоци и нова сила. Тој вели црквата се луѓе кои го слават Бог, создадени на имаго Деј, ликот Божи. Следејќи го Исус кој ги понесе нивните гревови, кои пребиваат во неговиот дух, притоа добивајќи нов живот и нов елан за живот. И вели кога се наоѓаме во околности кога нема надеж и нештата не се во наша контрола, тогаш доаѓа надежта на Исус и на крајот вели, а како ќе изгледа црквата денеска, доколку е обликувана со оваа надежна мисија? Како ќе изгледа нашата црква? Како ќе изгледат црквите во нашата земја? Она што е интересен фактор е дека луѓето или светот ќе биде изненаден од надежта на евангелието и од силата на Духот, како што народот се изненади, се вчудо не види и се воодушеви кога Духот се спушти и излеа на Пентекост. Во 4 глава 31 стих во Дела вели, а кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божјото Слово. Каква молитва! Да се затресе целото место. Која сила е таа да се затресе местото каде што верните и праведните и светите Божји слуги се молат на едно место. Црквата треба да верува во силата на Духот и црквата мора да се моли. Тие мораа да се молат и затоа беа смели. Во 33 стих понатаму вели, апостолите сведочија многу силно за воскресението на Господа Исуса и голема благодат беше над сите нив. И тие беа забележани од другите. Тие беа препознаени дека се со Исус. Каква благодат! Да си препознаен дека сите да кажат, овие луѓе се следбеници на Исус. Но за да бидат препознаени и за да бидат, тие беа гласни. Тие за да бидат препознаени мора да бидат гласни. Тие кога пророкуваа во јазици, кога зборуваа, тие ги надгласија апсолутно сите. Тие не се штедеа, тие не го притајуваа Духот во нив, туку тие беа гласни. Кога тие зборуваа, ги надгласија сите и се зачудија и поради тоа и беа затварани, имаше закана, беа прогонувани. Но животот на црквата не е удобен. И тоа не смееме да го заборавиме, затоа што вистината не остава мирни, прогласувањето на вистината не е удобна. Ке има бунт, ке има опозиција, секогаш. Исус имаше, зошто ние не би имале? А пасивноста, ако сме пасивни како црква, не носи апсолутно никаков плод. Секое пробудување или силно делување од Бог ќе биде забележано,
ќе биде забележано и ќе биде препознаено и ќе вроди плод. А дали молиме за храброст, за оган, ветер или за силата на Духот да се види на дело? Дали всушност воопшто и веруваме во тоа? Молитвата најчесто е подцената во животот на христијанинот. Тоа е нешто кое се прави последно, ако имаме време и се смета некогаш за мрзеливост. Најчесто велиме дај да фатиме мотика, да работиме. Молитвата за некој што не може од дома да излезе. Но Исус се молеше. Учениците се молеа. Секој христијанин мора да се моли за да прими сила. Духот носи преобразба. Петар се смени од плашливец кој се откажа од Исус 3 пати пред тоа. Кога Исус требаше да биде распнат, го препознаа дека беше со Исус, но тој 3 пати кажа не сум го видел овој човек, не го познам, се плашеше за својот живот, се плашеше дека ќе го фатат и ќе го убијат. Но тој се претвори во храбар и силен борец за евангелието. Зарем сега немаш иста опасност? Пе сега го гоне, и сега ќе го убива, и го фаќа, и го затвара, и на крај го убија. Но сега немаше сила што ќе го сопре Петар, откако се исполни со Духот. И тоа е преобразба од невидени размери, бидејќи стравот е заменет со сила и храброст, уморот кој го имаме е заменет со жед и глад за прогласување на евангелието. И овде се случи целиот пресврт. Тоа што е иронично, Петар и неговите апостоли, додека Исус беше физички со нив, немаа таква сила, немаа таква храброст. Но кога го примија Духот, почна се чудо врз чудо, исцеление врз исцеление, и лјадници поверуваа и се покаја и беа исполнети со Духот. Бидејќи го примија и беа исполнети со Духот, црквата растеше рапидно. Црквата почна да се шири во невидени размери. Се надодаваа и лјадници луѓе на евангелието. Кога се молиме за Македонија, еве денеска и пеевме песна Бог да ја исцели Македонија, Духот да се спушти над Македонија, да донесе преобразба. Кога се молиме за Македонија, да не забораваме кој е Бог, колку сила има и колку поголем е тој од се што ние некогаш ќе замислиме. Да не го забораваме ветувањето за излевање на Светиот Дух. И кога доаѓаме пред Него, и да очекуваме дека ќе направи нешто поголемо од нас. А тој секогаш прави многу повеќе од она што ние сме замислиле, посакале, па макар и најграндиозната идеја што ќе имаме за Бог, што може да направи, е ништо во споредба со тоа што Бог всушност прави и неговата сила и моќ, бидејќи ние сме ограничени, а Господ не е. И кога Бог некогаш ќе ни се објави славно, имаме такви искуства, и тоа е по милоста Негова, и толку силно го чувствуваме Неговото присуство, ја чувствуваме Неговата слава, ја чувствуваме Неговата сила, дури и тогаш знаеме дека во целост не можеме да ја искусиме и да ја разбереме Неговата слава. Бидејќи и тоа е ограничено доживување. Ако го читате Откровение, кога Јован доби откровение од Бог, тој виде многу работи, тој слушна, тој доби силни визии, но она што може да видиме е дека тој се труди некако да долови што видел и што слушнал, затоа што Господ е неопишлив. Неговите дела не може да ги срочиме ние во нашите зборови. Ние немаме речник, ниту познавање, ниту имагинација за работите кои што Господ ги прави. Јован проба да се изрази од тоа што го видел, но тоа е неопишливо. Не сме свесни ние за големините и за силата која Господ ја има. И бидејќи сега тоа во моментот нам ни е сокриено, тоа не значи дека тоа не е реално, тоа е всушност најреалното нешто кое постои. Неговата слава не е намалена. Неговата слава ниту е затаена, ниту е прикриена. Господ не се менува. Ако Господ нешто кажал и пред 2000 години, тоа се уште има иста сила. Бидејќи Господ е надвор од времето и тој секогаш е свет, силен Господ и голем. И ветувањето дека секој кој ќе повика кон Господ ќе биде исполнет со силата на Духот е исто толку валидно и значајно како и денот на Пентакост.
Бог ја има истата сила и Божиот збор во Еремија 29 вели Божиот збор е како оган. И уште е како оган. Ова свето писмо, кој што ние го читаме секој ден, ова е Божиот збор кој треба да биде како оган во нашите животи. Таа сила треба да го има овој збор. А знаеме каква сила има огнот и каков потенцијал има. Црквата всушност обстоила до ден денешен заради силата на зборот, заради силата на духот и оганот кој гори во верните. На Пентекост духот се објави како што беше ветено, имаше огнени јазици. Сила излезе од тие кои проповедаа. Мнозина поверуваа, мнозина се приклучија во Царството Божјо, откако посведочија за делото на духот. И се почна со прашањето, а што да правиме сега? После овие прекрасни дела, после оваа сила што ја доживеавме, што да правиме сега? А истото и за нас, истото прашање, што да правиме ние сега? Сведоци сме на Божјата сила, што да правиме? Да се покаеме, да веруваме и ќе добиеме сила. Луѓето ќе бидат изненадени од надежта, како што кажав. Тие ќе бидат изненадени од силата. Силата на духот ќе ја донесе таа надеж, а црквата која е полна со надеж ќе ги изненади другите. Црквата која нема надеж не се двои воопшто од ништо друго, туку се претопува во тоа што веќе е и воопшто не ја врши својата мисија. Пред неколку години имав еден разговор со една од наставничките на моите ќерки и некако споревме за нашите актуелни теми за заминување од државата, кој останал, какви прилики имаме тука, какви немаме. И јас не планирав ништо посебно да кажам, ќе се приклучев на тој став, па да, тешко е, нормално е, сите си одат, овде е многу за никаде и така натаму. И јас дури изненадана бев од себе. Во моментов кога зборевме и кажав, па не, има надеж и за Македонија, еве ние останавме во Македонија. Има други млади луѓе кои останале во Македонија, бидејќи има надеж. И таа беше толку изненадена, и изразот на ликот и се смени, јас воопшто ни Господ не го спомнав, не евангелизирав, ништо посебно не кажав. Но моментот дека виде надеж некаква во некоја друга личност, што е млада, да кажеме, прилично, и што гледа надеж во оваа земја, таа беше освежена и почна и се насмевна и беше као, па добро, као, не очекував такво нешто некој да каже воопшто. И јас повеќе не зборев за таа тема и толку беше разговорот, но сватив дека таа е нашата мисија. Ние одиме во светот, ние сме таму каде што сме во моментот. Секој со своето секојдневие се наоѓаме некаде. И таа е надежта што треба да ја носиме. Таа е црква, мисијата на црквата. Има надеж, има сила. Таа е мисијата и не смееме тоа да го заборавиме и нема да има промени со наши пропаганди на систем на вредности или некакви каузи. Не се лоши тие работи, но црквата има друга мисија. Црквата и не е систем на вредности воопшто. Туку црквата е вера во личноста на Христос, неговата врховна власт и доволност преку која добивме помирување со Бог. Ние не промовираме вредности. Вредности има насекаде. Тоа не мора да бидеш ти во религија за да имаш вредности. Има склоп на вредности што дури се подобри можеби од некој христијани како што живеат. Но нашата мисија не е таа. И црквата нема да промени ништо ако се жали и ако падне во безнадежност која веќе има во овој свет. Но кога ќе прими сила од духот, тоа нема да остане незабележано. Бог носи промена. Вие сте црквата. Ние сме црквата. Таму каде што сме, да бидеме сведоштво на духот. Молете се за промена, да не заборавиме да се молиме. Молете се за пробудување, молете се за излевање на духот. Молете се во вера да примите оган од небо, храброст и смелост за градење на Божјото царство. И тоа е нашиот примарен повик. Таа е нашата задача, да ја живееме надежта, да ја носиме радоста. Како црква да излеземе надвор, како што излегоа апостолите, излегоа надвор и проповедаа и со силата на духот проповедаа и правеа чуда. Да излеземе надвор, да бидеме гласни, да не чујат сите, да не ќутиме и да не се притајуваме, како да имаме Бог кој што апсолутно ништо не може да направи. И како што кажав,
Мнозина ја напуштаат државата, но знаете ли што? Исто така ја спознавам луѓе кои што останале овде заради црквата, заради надежта што имаат во Бог. Тие може да си одат во секој момент од оваа држава. Но тие одлучуваат конкретно да останат заради мисијата која што има црквата во оваа земја, во Македонија. И тоа е за мене огромно сведоштво, огромна надеж и искрено тоа е големо охрабрување да се види. Јас сум лично сведок на тоа. И знаете што, не само тоа, имаме и луѓе кои што доаѓаат во Македонија да живеат, затоа што има надеж, затоа што има мисија. Ние во нашата црква имаме личност која го прави тоа. Верува дека силата на Бог може да промени не нашите организации или програми. И никогаш надежта на црквата не зависи од околностите, бидејќи ако е така, тогаш надежта не била во Бог. Ако мислиме дека кога ќе дојдат помалку очени времења, ќе имаме повеќе прилика, тогаш сме мислеле дека надежта е во работите да се променат, да станат некои работи, да се изменат, на луѓето да им текне. Но она што е нашата мисија е дека ние надежта секојаш ќе црпиме од Бог во секое време. И секој кој ќе повика кон Господовото име ќе се спаси и ќе биде вечно со Него. К.С. Луис, краток цитат од него за надежта, тој вели: надежта е теолошка доблест. Ова значи дека постојаниот поглед напред кон вечниот живот не е, како што некои модерни луѓе си мислат, форма на ескапизам или бегство од овој свет, или заносно размислување, но е едно од нештата на кое христијанинот е повикан. Да гледаме напред кон вечниот живот. Но тоа не значи да го напуштиме сегашниот постоечки свет, да остане каков што е. Доколку читате историја, ќе откриете дека христијаните кои постигнале и направиле најмногу за денешниот свет, биле токму оние кои размислувале најмногу за идниот свет. Ние сме христијаните кои треба да гледаме напред и да делуваме во овој свет сега, во ова време. Како ќе изгледа црквата, како што кажа N.T. Wright, доколку е обликувана со оваа надежна мисија? Како ќе изгледа нашата црква? Каква промена тоа ќе донесе во општеството во кое живееме? Имаме апостолска мисија да одиме до крајот на светот, да го прошириме и да го продолжиме тоа наследство кое Исус го остави на сите нас. Да ја нагласуваме добрата и радосна вест во свет каде што ниту добро, ниту радост има. Но ги има единствено во Бог Отецот, Синот Исус и во Светиот Дух. И ќе завршам со една молитва од Свети Августин, која тој моли за Светиот Дух. И ова ќе биде крајот на оваа проповед. Свети Душе, семокен утешител, света свртница на Таткото и Синот, надеж за угнетените, спушти се во моето срце и воспоставија во него Твојата верна власт. Разгори оган на Твојата љубов во мојата млака душа, за да можам да бидам свет поданик Твој. Веруваме дека кога Ти пребиваш во нас, Ти го припремаш пребивањето на Таткото и Синот во нас. Смилувај се, дојди во мене утешителу на напуштените души, кој си заштитник на оние во потреба. Помогни им на угнетените, зацврсти ги слабите и подкрепи ги колебливите. Дојди и очисти ме, ниту една пакосна желба да не ме надвладее. Ти ги љубиш понизните, а се противиш на гордите. Дојди во мене, ти кој си славата на живите и надежта на оние кои се на умирање. Води ме по Твојата милост, за да можам секогаш да Ти бидам благоугоден на Тебе. Амин.